Просториите на меѓуопштинското здружение на телесни инвалиди мобилност од Кочани целосно ќе се реконструираат. Условите што сега им се нудат на членовите на здружението во дрвената барака кај основниот суд се далеку под минимално потребните за реализирање на нивните активности. Тоа од подамна ја наметнуваше потребата да се изврши обновување и соодветна адаптација на дел од внатрешноста на објектот. Проектот што ќе се реализира е по иницијатива на Карен Сак, волонтерката од Американскиот мировен корпус. Задоволство ни е да ве известиме дека Швајцарската амбасада и Ротари клубот Кочани обезбедија средства за подобрување на просториите на Здруженијето Мобилност. Исто така, без техничката подршка од Сашко и Љупка Манасиеви од Здруженијето Алка од Кочани, овој проект немаше да биде можно да се реализира, поради што ние сме им благодарни. Швајцарската амбасада веќе депонираше пари на сметката на Мобилност, а следната недела ќе пристигнат и парите од Ротари клубот. Наскоро ќе го објавиме и повикот за избор на изведувачи на работите за реконструкција на просториите. Ја цениме поддршката и сметам дека ова е прекрасен момент за телесните инвалиди од овој регион. Во реконструкцијата на просториите на Здруженијето Мобилност се вклучуваат и членовите на Ротари клубот Кочани. Среќен сум што учествуваме во еден проект заедно со ПИС корпусот, Швајцарската амбасада и Мобилност од Кочани, каде што ќе се реновира овој простор и ќе биде многу по-удобен и по-пријатен за престој на луѓето од оваа категорија. Ние како Ротари клуб секогаш ги поддржуваме овие позитивни акции и тоа ќе продолжиме во иднина. Членовите на Мобилност се благодарни што конечно ќе добијат чисти и обновени простории, но и соодветни услови за работа. На еден начин ќе привлече поголем број на членови да доаѓаат тука ги одржуваме нашите состаноци. Исто така, скоро цела година работиме овде во овој клуб со ИВС, волонтерите од организацијата Павел Шатев, така да самото реновирање беше неопходно и со ова реновирање ќе се створат уште подобри услови и за натамошно функционирање на нашите простории. Со реконструкцијата ќе се добие нов тоалет и работни простории, ќе биде обновен инвентарот, а ќе се обезбеди соодветна широчина на вратите за полесно влегување на лицата кои користат ортопедски помагала. Градежните работи за реконструкција на просториите на Здруженијето ќе започнат наскоро. Според проектот се предвидува тие да бидат завршени до 15 декември, кога просториите ќе бидат предадени во употреба, за што се најавува и доаѓањето на швајцарскиот амбасадор во Македонија.